Добар ден, почитувани! Започува најновата Телма амбуланта. Грижата за зъбите и устата е важна за целокупното општо здравје. Во минатото проблемот со зъбоболката се решавал на начин што се вадел зъбот, но во современата стоматологија тоа е последната мерка што се презема. Сепак во одреден период од животот тоа е неопходност. Кои се причините кои што доведуваат до потреба за вадење на зъбот? Дали тој може да се извади доколку има болка или пак зъбот е под оток? Во кој случај е неопходна интервенција од орален хирург и дали во тој случај постапката е посложена во споредба со рутинското вадење на зъбот? На оваа тема денеска разговараме со доцент доктор Ванчо Спиров, орален хирург од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар од Клиниката за орална хирургија. Започуваме веднаш. Докторе, добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам на поканата. Ова е ваше прво гостување, навистина долго време се договаравме и навистина ми е драго што конечно ќе ја реализираме емисијата. Битно финално се договоривме, така да ми представа големо задоволство да присуствувам тука и да разјасниме некои работи, дилеми, можеби непознаници, кои што секако ги интересираат вашите ценети гледачи. Има различни причини кои што доведуваат до потребата да се извади зъбот. Кои се тие и во кој случај е тоа неопходност? Значи, видете, ние се обидуваме зъбот, секој зъб представува орган, кој што обезбедува џвакална функција, мастикација на самиот пациент. Ние ги екстрахираме зъбите кога веќе тие се до тој степен деструирани, да едноставно со класичните конзервативни интервенции не сме во можност да ги спасиме. Тоа значи дека зъбите секогаш кога имаат болка, пациентите доаѓаат и викаат: докторе, ме боли зъбот, дај да го екстрахираме зъбот. Јас едноставно им кажувам дека болката не е индикација за екстракција. Секогаш треба да се обидиме доколку сме во можност да го спасиме зъбот. Нашите колеги од Клиниката за дентална патологија и ендодонција и зъбите кои што се со патолошки процес или грануломи се обидуваат да ги спасат. Ние тоа го нарекуваме конзервативен третман, доколку и секогаш даваме шанса на конзервативниот третман. Во случај кога имаме неуспешна ендодонтска терапија, во тој случај се одлучуваме за екстракција на зъбите. Зъбите исто така се екстрахираат кога се до тој степен оштетени, односно едноставно заостанат само коренот во устата на пациентите. Исто така во одредени ситуации вадиме и здрави зъби, тоа представуваат ортодонтски причини, посебно тоа се јава кај малите дечиња, кога нема простор за сите зъби, едноставно кога нема простор да се сместат зъбите во вилицата и велиме дека тоа е ортодонтска причина за екстракција на зъбите, ние екстрахираме дури и здрави зъби. Сите тоа се прави за да се отстранат сите тие маки и тегоби, а за здравите зъби да обезбедиме простор за да овозможат со помош на фиксната протеза да се наместат идеално во зъбниот низ. Од што зависи дали зъбот ќе се извади на едноставен начин или пак сето тоа ќе биде покомплицирано? Пред да започнам јас со екстракцијата, секогаш барам една рентген снимка од самите пациенти. Многу е битно да ја видиме морфологијата на коренот на секој зъб, бидејќи коренот на зъбот може да отстапува. Наједноставен пример да ме сватите, тоа представуваат умниците. Они може да имаат од 1 до 5 корени и да бидат со најразлична морфологија и анатомија. Значи, едноставно имаме зъби кои што имаат поголема кривина или поголема закривеност и ние да сакаме и наједноставно да го извадиме зъбот, тоа не е возможно. Потоа зависи дали зъбот е никнат и се гледа во устната шуприна или пак зъбот ние ги велиме импактирани, неизникнати зъби, каде што мора да пристапиме единствен начин е оперативно. Едноставно оралниот хирург, дел од интервенциите, најголем дел од интервенциите представуваат екстракциите на зъбите. Тоа се оние обични вадења на зъбите. Меѓутоа, сите по-комплицирани случаи, кога зъбот едноставно позицијата не е правилно поставена во устата или пак имаме зъби кои што се прекубројни зъби. Сме вадели 9-ки и 10-ки. Едноставно тоа зависи од анатомијата, од положбата и од соодносот на зъбот со останатите витални анатомски структури. Хируршкото отстранување е покомплицирано во споредба со рутинското вадење зъби? Па во секој случај екстракцијата започнува доколку постои индикација со обична екстракција, значи започнуваме со обично вадење. Во оној случај доколку на пример имаме колеги кои што многу често започнуваат да работат, тоа се обично општите стоматолози кои што немаат толкова искуство како оралниот хирург, и во тек на нивната екстракција доаѓа до фрактура на коренот на зъбот. Кога ќе се фрактурира зъбот, единствен начин да се отстрани, тоа представува хируршко вадење. Значи коренот ќе остане. Едноставно работата е да не остане дел од коренот на зъбот.
Во тој случај ние пристапуваме хируршки, каде што едноставно доаѓаме до алвеоларната коска и со мало стругање на коската со остеотомија се обидуваме да го екстрахираме тој заостанат дел. Се разбира, се работи што по-атрауматски, бидејќи секоја поголема травма на пациентот резултира со поголем морбидитет, во смисол на поголем оток, поголема болка и цел исход постоперативен е многу покомплициран отколку обичното вадење. Значи секогаш кога може да се пристапи со обична екстракција, идеме со обична екстракција. Меѓутоа во одредени случаи едноставно не е возможно со обична екстракција и се закажува хируршки оперативен третман на забот. Докторе, често е присутна дилемата дали забот да го извади стоматолог или пак орален хирург, особено кога се работи за осмица. Дали е тоа неизникната, расипана, од најразлични причини. Па кој треба да ја извади осмицата? Со завршување на стоматолошкиот факултет, колегите исто така го полагаат испитот орална хирургија и тие се, да речеме, соодветно обучени да прават екстракции на забите кои што се наоѓаат во забниот низ. Меѓутоа, во одредени ситуации осмицата не мора да значи дека е целосно изникната. Во тој случај може да се гледа само дел од забот и велиме дека најубаво во тие случаи кога забите се делумно изникнати или целосно изникнати да ги вадат може и општите стоматолози. Меѓутоа, во онаа ситуација кога не се гледат во устата, кога се на рентгенолошката снимка се под одреден степен на ангулација, секако препорачува да ги екстрахира оралниот хирург, бидејќи сите оние компликации кои што може да се јават, а може голем број на компликации за време на екстракцијата, оралниот хирург е тој кој што може да ги санира. А зошто толку често имаме проблеми со осмиците? Па често. Осмиците релативно често, да. Осмиците се заби кои што може да варираат многу во однос на нивната позиција. Тие може да бидат поставени косо према седмиците, може да бидат доста длабоко поставени во самата коска. Исто така, кога се екстрахираат осмиците многу близо кај мандибуларниот канал, во кој што се наоѓаат анатомски структури, зборам за артерии, за вени и за нерви. Така да многу често при екстракции на осмиците треба да се работи посебно внимателно, бидејќи може да дојде до појава на големи компликации, кои што секојдневно ние ги сретнуваме и кои што знаеме да ги изменаџираме тие компликации. Така да осмиците исто така многу често ги вадиме кога зборуваме за фиксната терапија, кога пациентите, младите тинеџери стават фиксни ортодонтски апарати и забите ќе се наместат идеално како бисери. Меѓутоа, осмиците не се изникнати. Со самото никнење на забите, тие ја пореметуваат комплетно наместената убава естетика на лицевата насмевка. Значи, ние многу често вадиме и заби, осмици кои што се наоѓаат внатре во самата вилична коска, кои што уште не се пробиени, ние ги екстрахираме забите, се со една цел за да не понатака направат проблем и да го растурат се тоа што претходното колегата ортодонт го успеал да го постигне. Стресна е таа постапка за младиот пациент? Па видете, за пациентот. За пациентот јас едноставно кажувам дека секоја орално хируршка интервенција е апсолутно безболна интервенција. Значи, доколку добро се аплицира анестетикот на право место и со соодветна индикација, целата интервенција е апсолутно безболна. Болката се јавува после завршување на оперативниот третман, меѓутоа со време на пациентот, со соодветна терапија, со аналгетска терапија, се разбира, таа болка може да биде контролирана. Инаку секоја интервенција, доколку местото не е воспалено, се разбира, може да помине апсолутно безболно. Значи, местото не треба да биде воспалено. Што тоа значи? Доколку има некакво воспаление на забот или пак оток, ќе се пристапи кон екстракција, односно вадење на забот? Така, има два начини. Значи, едниот начин кој што ние го практикуваме, кога има локално воспаление на забот, не се препорачува екстракција на забот од неколку причини. Првата причина е поради тоа што со самото боцкање, со самата игла ние можеме да направиме дисперзија или да внесеме инфекција, да ја пропагираме самата инфекција. Едноставно депонирањето, втора причина, на самото место каде што постои локално воспаление, болката е многу поголема за пациентот, меѓутоа можеби најбитната причина е тоа што во местото каде што постои акутно воспаление имаме кисела средина. Анестетикот се распаѓа во слабо базна средина. Значи едноставно не постојат физички услови да се распадне анестетикот и да го оствари своето дејство. Затоа ние можеме да дадеме и 2 и 3 анестезии, меѓутоа за време на екстракцијата пациентот се уште да чувствува болка. Вториот начин е кога постои апсолутна индикација за екстракција. Имаме одредени состојби, како што се инфекции, флегмонозни состојби, кои што е многу побитно забот, односно причинителот за појавата на таа состојба да биде екстрахиран и во тој случај ние одиме и во ситуација каде што и да постои болка, многу побитно е да се отстрани самата инфекција која што довела до понатамошното воспаление.
Докторе, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот, а исто така и гледачите ќе може да се вклучат со нивни прашања во вториот дел од емисијата. Почитувани, останете на Телма. Со доцент доктор Ванчо Спиров, специјалист по орална хирургија од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар од Клиниката за орална хирургија, денеска зборуваме за хируршкото отстранување, екстрахирање, односно вадење заби. Од овој момент, почитувани, вие ќе можете да се вклучите во емисијата на телефонскиот број 02 3076 677. Докторе, кога некој пациент треба да се обрати кај оралниот хирург за интервенција, на каков начин да се подготви, особено ако има некакви хронични болести, да речеме покачен крвен притисок, шеќерна болест. Може ли притисокот уште повеќе да се качи кога ќе се обрати на орален хирург? Секоја стоматолошка интервенција, да не збориме за орално хируршка интервенција, или шеќерот да рипне. Апсолутно е состојба која што може да предизвикува стрес дефинитивно кај пациентите. Така да, кај оние пациенти кои што се здрави, едноставно им кажуваме нормален доручок, појадување, нормален сон и едноставно пациентите да си дојдат. Меѓутоа, интересно е за пациентите кои што имаат хронични заболувања. Например, пациентите кои што имаат хипертензија, ние препорачуваме едноставно да се испие терапијата која што си ја пијат за покачениот притисок. Кај пациентите кои што имаат шеќер, во зависност како го регулираат шеќерот, дали со глибедал, орални таблети за регулирање на шеќерот или пак со инсулинот, обавезно да се доручкува после тоа да се прими инсулинот, пациентите ги третираме. Кај секој од овие е посебна специфична категорија и бара соодветна припрема и внимание. Имаме одредени состојби кои што ние можеме, меѓутоа во поголемиот дел имаме комуникација со колегите кои што го третираат матичното заболување и од кои што секако бараме припрема и одобрение. Интересен е случајот кај пациенти кои што имаат доживеано миокарден инфаркт, например. Треба да поминат 6 месеци за бидејќи секоја интервенција која што е под 6 месеци може да предизвика повторно напад. Тоа се пациенти кои што се со антиангрегационна терапија, тоа значи со аспирини или дикумарински препарати, кои што секако може да доведат до крварење. Заради тоа многу битна е припремата, односно мерење на така наречен ИНР тест, кој што ни дава начин дали можеме да правиме и кога можеме да изведуваме интервенцијата. Има одредени ситуации кога ние изведуваме интервенцијата и покрај тоа што пациентите обично треба да прекинат 3 дена со терапијата. Меѓутоа не сме ние тие што ја прекинуваме, ја прекинува докторот кој што го третира матичното заболување. Доколку самата состојба налага и мора ургентна изведување на орално-хируршка интервенција, ние работиме и без прекинување на орално-хируршката терапија, така да подобро пациентот да крвари и ние со локални хемостатски методи да го сопираме крварењето, отколку да испровоцираме одреден напад кој што се разбира може да биде и со летален исход. Така да секој пациент си е посебна. Епилептичната состојба исто така многу интересна. Пациентите ги работиме обично наутро. После испиена терапија, прашуваме колку често знае да биде таа терапија, бидејќи при епилепсијата, например, имаме тонично-клонични грчеви, пациентот ја губи свеста. Ние едноставно рацете кога се во уста може да загризи и да предизвика трауми на самиот доктор. Сите инструменти кои што ни се во уста ги вадиме надвор, сите парчиња протези, пломби, бидејќи истиот ја губи свеста и може да аспирира. Значи тоа се све состојби кои што бараат внимание и кои што бараат убава анамнеза и припрема. А што е со бременоста, докторе? Бременоста е нормална физиолошка состојба. Бременоста не е патолошка состојба и кај бремените жени, доколку текот на бременоста е нормален, нема никакви компликации, едноставно се изведува сосема нормално. Многу интересен аспект е дека едноставно се избегнува изведување на орално-хируршки интервенции во првото тромесечје или во првиот триместар, бидејќи во тој период настанува органогенезата кај плодот, а едноставно анестетикот, секој аплицирање на лек може да влие на процесот на органогенезата. Заради тоа првото тромесечје ние го избегнуваме. Најсигурна представува второто тромесечје за изведување на сите орално-хируршки интервенции. Доколку е контролирано, нема никакви проблеми. Нема проблем од аплицирање анестезија? Нема никакви проблеми за аплицирање на анестезија и за изведување на сите орално-хируршки интервенции. Имаме гледач, да му дадеме предност, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден за гледачот. Еве уште една можност за него да се вклучи во денешната Телма амбуланта со прашање. Добар ден. Изгледа се исклучил. Добро, докторе, продолжуваме понатаму. Се случува ли некогаш пациентите поради преголем стрес да изгубат свест за време на зафатот? Апсолутно. Постои цело поглавје во оралната хирургија, тоа го знаат најдобро студентите што изучуваат, се вика бесвесни состојби.
Имаме неколку типа на безсвесни состојби, можеби најчестата е она вазовагална вазодепресорна синкопа или едноставно наречена обична падавица. И најголемите, инаку да кажем дека мажите повеќе вака се плашат и повеќе паѓаат во несвес, жените се похрабри ако ние мажите се удиреме во гради. Секоја состојба која ќе дое пациентот на столица, едностранна е стресна состојба, предизвикува страв и може да дое до обично паѓање. Покрај оваа вазовагална синкопа, исто така ги спомнавме епилептичните напади, ги имаме хистеричните напади. Значи постои цела категорија на безсвесни состојби која што може да биде испровоцирана токму од оваа стресна реакција, односно од орално-хируршката интервенција. Заради тоа, покрај таа премедикација што ја даваме, ние велиме дека има психоседација. Едноставно јас кога ќе дојам во прв контакт со пациентот, мора да процените? Правам моабет со него, земам анамнеза, правиме еден обичен моабет и ја проценувам. Му ја објаснувам целата процедура и му кажувам вака ќе се одвива процедурата, очекуваме проблеми, не очекуваме проблеми, болка ќе има, ќе нема и едноставно го припремам пациентот. Не се обидувам при секоја прва поседа по секоја цена да ја завршиме работата. Едноставно можеби некогаш е подобро да ја одложиме интервенцијата, меѓутоа следното доаѓање ќе поминеме 10 пати подобро отколку во моментот кога пациентот очекува истата да биде изведена. Често се случува да одложите некој зафат поради не огромен се случува стрес? често, затоа пациентот кога ќе дојде првичниот ден кога ќе го примиме, јас сакам да го примиме, убаво земаме анамнеза, податоци и си закажуваме хируршки третман. На моментот кога ќе ја закажеме интервенцијата, многу ретко се случува, меѓутоа се случува. Како Или не? да не дојдат? Да не дојдат пациентите обично се случува и тоа, да, од страв, меѓутоа сето тоа ја викам првата средба кога ќе види пациентот дека со добро дадена анестезија не постои болка, веќе наредните интервенции пациентот доаѓа со многу повеќе доверба, многу повеќе е смирен и ја изведуваме понатамошните интервенции без никакви компликации и проблеми. Да, овој дел го отворивме бидејќи стресот од стоматолошки интервенции се навистина големи и многу луѓе се одлучуваат да не прават никаков зафат, поради дури обични стоматолошки контроли не прават. Во светската литература е вака еден куриозитет, интересен податок. Стравот од стоматолог е на 4-то место. Првиот страв е вака настапот, отворениот настап пред аудиториум. Вториот страв е стравот од висина, третиот страв е стравот од инсекти, четвртиот страв е стравот од стоматолог. Тоа е доста високо рангирање, меѓутоа со убава терапија, со убава припрема, со убава комуникација со пациентот која што е неопходна, секоја интервенција апсолутно се изведува без никаков проблем и без никаква болка. Значи пред да влеземе во студија, убаво е со гостите да си направиме разговор за да ги опуштиме што ме на прво место тој страв. Имаме двајца гледачи што очекуваат да се вклучат во програма. Добар ден за нив. Да започнеме со првиот од нив. Се надевам дека овој пат ќе имаме успешно вклучување на гледачи со нивни прашања. Добар ден. Доколку не може да се вклучи првиот гледач, ајде да се обидеме со вториот. Добар ден. Бидејќи има некаков проблем очигледно со линиите, еве уште една можност, докторе, нека поставуваат прашања на нашата страница на Facebook, Телма амбуланта, _0 плюс месеци на телевизија Телма. Запишете ги таму во инбокс вашите прашања, потоа ние ќе направиме селекција во студиото, што тоа ќе се одговори и секако ќе добиете повратна информација. Еве ми даваат знак дека има уште еден гледач, уште една можност. Добар ден. Добар ден. Се слушнавме одлично. Добар ден, повелете. Па кај се наоѓа овој доктор да ни кажете само? Така, каде работи докторот? Докторот, како што веќе неколку пати повтори во емисијата, доаѓа од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар во Скопје, од клиниката за орална хирургија. Докторе, мислам дека можеме да продолжиме понатаму. Ајде сега со анестезијата. Да. Не, добивам знак за уште еден гледач, ќе му дадеме предност, а потоа преминуваме на анестезија. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Сакав да го прашам докторот, треба да вадам 3 осмици, па ме интересира дали е тоа многу сложена операција, односно 3 операции, дали трите се со анестезија, дали е болно и колку време отприлика би опфатило целиот зафат со трите заба, дали ќе ми ги вадат во ист ден, бидејќи докторката што треба ми ги вади не ми го објасни тоа, па ме интересира повеќе. Значи, начално ми кажаа дека треба да ги извадам осмиците поради тоа што треба да ставам фиксни протези.
Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е едно интересно прашање. Доктор, можат ли 3 осмици да се извадат одеднаш? 3 осмици се многу. Први се многу од аспект на анестезијата. Тоа е доста голема количина на анестетик која што треба да ја прими пациентката. Меѓутоа, за да одлучиме дали можат или не, први треба да направиме една рентген снимка. Со рентген снимката ќе можеме да видиме дали вадењето ќе иде обично или ќе иде оперативно. Доколку е обично вадење, тогаш не треба закажување. Меѓутоа, доколку е оперативно вадење, во тој случај ќе треба да закажеме термин. Се разбира, ние функционираме во тимови и пациентката може слободно да дојде, да ме побара мене и со задоволство ќе ја сработиме. Само да ја охрабрам и да ја кажам дека едноставно за време на самата оперативна интервенција не постои болка. Моите пациенти не чувствуваат болка. Ги охрабрувам сите кои што сакаат слободно да ме посетат, ќе си направиме разговор, ќе се договориме и ќе ги сработиме без никаков проблем. Тежината на екстракцијата зависи од рентгенолошкиот наод. Колку е подлабоко забот, колку имаме повеќе стругање на коска или колку постои аномалии во морфологијата на забот, едноставно каков и да е забот, ние ќе го извадиме. Тоа пациентката да биде сигурна и да знае дека нема да има никаква болка. Оправувањето колку трае потоа? Колку време треба за забното месо да се... Оправувањето обично првиот ден до 2 се да речеме покритични денови. После поминување на дејството на анестетикот, после 2 сати пациентот чувствува болка. Меѓутоа, таа болка можеме ние да ја регулираме. Постои цела низа на аналгетици кои што ние ги даваме и со кои што таа болка ја купираме. Се разбира дека наредниот ден секоја травма предизвикува појава на оток. Исто така со соодветна терапија која што ја даваме, тој оток го доведуваме до минимално, да не биде тоа голем оток, меѓутоа пациентот ден до 2 до 3 максимум да планира дека секако ќе има одредени болки, ќе има одредени компликации. Така. Ќе продолжиме понатаму со компликациите кои што најчесто се јавуваат. Многу често луѓето стравуваат при екстракција на забот да не им се отвори синусот. Што е тоа? Така. Постои цела низа на компликации кои што може да се јават во оралната хирургија. Значи, од раскинување на месото, од фрактура на соседен зап. Многу често знае при самата екстракција на забот доколку се употреби голем притисок да дојде и до фрактура на самата мандибула. Повреда на нервот, повреда на артеријата. Меѓутоа, можеби вака најинтересен за пациентите би било отварање на максиларниот синус. Максиларниот синус е анатомска шуплина која што се наоѓа во горната вилица. Едноставно најчесто првите горни молари или тоа представува шестиот зап е многу блиску до максиларниот синус и многу често при екстракција на самиот зап доаѓа до отварање на максиларниот синус. Заради тоа, секогаш кога се вадат забите во горната вилица, јас спомнав шеската, она е најчеста, меѓутоа и петката, и седмицата, и осмицата, може да доведе до отварање на максиларниот синус. Заради тоа, после екстракцијата на забите во горната вилица има посебна техника, едноставно со затварање на носот и му велиме на пациентот да дува, проверуваме дали постои комуникација. Доколку постои комуникација, имаме шуштење, меурчиња, има назелен говор кај пациентот. Што правиме во тој случај? Таа комуникација мора да се затвори, бидејќи представува влезна врата за ширење на инфекцијата, појава на синузити и ширење на инфекцијата по останати делови кои што не сакаме да се случат. Начинот на кој што доаѓа до отварање на комуникацијата со максиларниот синус зависи од два моменти кои што се многу битни. Пред се, длабочината на алвеолата и големината на комуникацијата. Доколку имаме мала комуникација и голема алвеола, во тој случај затвараме конзервативно, со површно поставување на дрен. Меѓутоа, доколку комуникацијата е голема, а длабочината на алвеолата е плитка, во тој случај се прави постапка која што се нарекува синуспластика и која што се изведува рутински и многу често на клиниката на орална хирургија. Отварање на максиларниот синус може би една од најчестите, доста честа компликација со која што се сретнуваме секојдневно, а која што не може да ја сработат општите стоматолози, за која што бара специјалност и помош од наша страна. Значи не е ништо страшно, се случува, на секого може да му се случи, само треба да се диагностицира, да не се остави пациентот. Доколку се диагностицира комуникација, доколку не се диагностицира навремено, може да се влоши состојбата? Може да се влоши, апсолутно може да се влоши. Ширење на инфекцијата во максиларниот синус, зафаќање на синусот, емпием на синусот, прогредирање, затоа треба обавезно затварање на комуникацијата со максиларниот синус. Дали појавата на отоки на понекогаш на модрило на лицето е компликација? Па тоа се смета, хематомот се смета како, можеби не можеме да ја наречеме класична компликација, бидејќи во текот на работата ние стругаме коска, сечеме и едноставно правиме повреда на крвните садови. Повредата на крвните садови резултира со изливање на крв во околното место каде што работиме. Така да хематомот знае да се јави, тоа не е страшна компликација, меѓутоа представува локус минорис, тоа е слабо место каде што е можно да дојде до појава на инфекција. Заради тоа секогаш кога ќе дое пациентот со малце поголем оток, ние сакаме антибиотици
периодска заштита со цел превенирање да не дојде до инфекција и понатамошно влошување на целата слика. Значи може да се превенира сето тоа? Апсолутно, апсолутно. Со внимателна работа, со минимална травма, затоа велам дијагнозата е многу битна. Првин кога ќе знам како е поставен забот, ја ќе знам која ќе ми биде големината на резот. Каков рез ќе направам? Атрауматскиот начин на работа доведува до минимални компликации. Секогаш превентивата и добрата дијагностика е многу подобра отколку понатака да ги третираме последиците од самата интервенција. А може ли да дојде до некои сериозни компликации, особено доколку се екстрахира зап на воспалено ткиво? Па со самата Живото екстракција загрозувачки состојби може ли да се голем број на јават? состојби, значи првин може да дојде до во ситуација кога имаме едни фудројантни како што представува флегмоната. Флегмоната е ситуација кога има едно дифузно ширење, кај апцесот имаме ограничена гнојна колекција и со едноставно со инцизијата на самиот апцес ние му помагаме на пациентот. Меѓутоа флегмоната е состојба кога има така јако ширење на инфекцијата, нема ограничување на гнојната колекција и во тој случај тоа представува животно загрозувачка ситуација. Исто така многу често мора да внимаваат сите орални хирурзи, не сите стоматолози. Анафилаксата е нешто што ние прво кога земаме информација од пациентот, го прашуваме пациентот дали постои алергија на анестетици. Многу често се случува, јас сум имал пациенти кои што сме дијагностицирале појава на анестетик. Доколку е алергичен на анестетикот и ние го аплицираме, исто така е состојба која што може да заврши фатално со екзитус. Што преземате во таква ситуација? Треба да се направат некакви алерголошки тестови на анестезиите кои што ги користите? Заради тоа јас повторувам по трет пат, анамнезата е клучна анамнезата. Комуникацијата со пациентот, доколку ја видам дека пациентот во книшката има цела низа на лекови на која што е алергичен и постои сомнеш дека може да дојде до некоја вкрстена реакција. Заради тоа да превенираме, едноставно анестетиците со кои што работиме ги даваме на пациентот и на клиниката, на кожната клиника, они прават испитување на анестетикот. Со тоа ние добиваме тест позитивен или негативен и ќе знаеме како да постапиме. Доколку е алергичен на тој анестетик, ќе бараме анестетик кај кој што кај кој што ќе можеме апсолутно сигурно да изведеме. Значи добрата комуникација со пациентот и превенцијата. Кога ќе дојде до анафилакса, тоа е состојба која што не сака никој колега да му се случи во неговата ординација, меѓутоа сите они се опремени со антишок терапија, каде што мора ургентно реагирање за да се превенира таа драматична состојба. А постојат ли одредени ризици при апликацијата на анестезијата, особено која е на горната вилица? Па секако дека постојат ризици. Многу е битно ние кога го аплицираме анестетикот, велиме да не сме во крвен сад. Значи секогаш кога се поставува анестетикот мора да се аспирира. Доколку се депонира интравазално, тоа може да реагира со токсична реакција и на пациентот едноставно од ништо ние да ја влошиме самата ситуација. Заради тоа внимателно избегнување на депонирање на анестетик, пропагирање во инфламаторна регија представува клуч за да не дојдат понатаму до компликации. Све главната точка, главната поента е превенцијата. Превенирај, а не лечи. Докторе, се случува пациенти да реагираат на адреналинот во анестезијата? Имаме два типа анестетици, интересно прашање, баш убаво. Значи анестетици со адреналин и анестетици без адреналин. Кај оние кои што се здрави, адреналинот постои во анестетикот бидејќи тој е вазоконстриктор, прави вазоконстрикција, со тоа се намалува крварењето во оперативното поле и се обезбедува суво, видливо работно поле. Меѓутоа анестетикот со вазоконстриктор не може да се депонира кај сите пациенти. Порано постоеше многу поголем спектар на заболувања кај кои што користевме чист анестетик, меѓутоа тие сега ограничување, лимитирање се многу постеснети, бидејќи количината на адреналинот која што се наоѓа во анестетикот е толку многу мала, да стресот кај пациентот и појавата на болка предизвикува лачење на ендогени катехоламини, во кој што спаѓа самиот адреналин, така да бенефитот со давање анестезија и безболност е многу поголем отколку пациентот да почувствува болка и нивото на притисок од ендогените катехоламини се зголемува. Имаме гледачна линија, јас имам и неколку прашања кои што ги добив на нашата страница на Facebook, но ќе му дадеме предност на гледачот. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете во програма. Весна е на телефон. Повелете, Весна. Поздрав до вас, до водителката и до докторот. Благодарам. Имам едно прашање, сакам да прашам. Јас имам 4 осмици и тоа со криви корења. Сега хируршки ми рекоа, пошто имам снимка за нив, да се извадат, а јас во моментов почнав да ги правам и остана последниот за правење со нормално чистење канали.
колку долго сакам да знам поправениве заби ќе бидат, ќе останат во функција и 43 години имам, а се плашам многу од хируршки зафат. И затоа решив да ги поправам. Така, поради стравот од хируршки зафат, одлучивте да ги поправите. Сега прашањето, односно дилемата, колку долго ќе функционира. Гледачката, значи, она чим почава да ги поправа тие осмици веќе се гледаат во устата. Значи, ние би и препорачал први да направиме еден преглед. И доколку стварно има потреба, например, тие поради кривината на корењата, не е возможно да се направи успешна ендодонтска терапија, или доколку има гнојни кеси, цисти, во тој случај би ги ваделе. Доколку пациентката веќе ги лечи забите, доколку успешно се истретираат тие осмици, нема да има потреба. Зошто би го ваделе тогаш забот? Забот ќе го вадиме само доколку очекуваме неуспех или веќе постои одреден процес или поради неуспешната ендодонтска терапија на забот. Пациентката може слободно да ме побара, со задоволство ќе ја примам, нека дојде со снимката и ќе видиме што ќе правиме понатака. Докторе, што значи тоа криви корења? Потешко се вадат и заби? Криви корења знае да бидат дури закривени по 90 степени. Значи едноставно не само криви корења, и позицијата на забот може да биде апсолутно за 180 степени. Наместо да расте во устната шуплина, он расте надолу во самата алвеоларна коска. Меѓутоа, ви повторувам, ќе ги екстрахираме забите само ако постои индикација за тоа. Така. Доколку може да се лечат забите, тие понатака може да бидат искористени како носачи на мост или останате функции во устата. Секој заб врши одредена функција. Ги вадиме само доколку мора. Имаме прашање од Весна од Скопје, која што вели дека има мостови и Така. под мостот има расипан заб кој што и предложила да го извади. Сега прашува дали треба да се направи операција на корен или пак треба да се отстрани целиот мост. Чим пациентката има мост, она не може да има запод мостот. Да се разбереме, претпоставам, она расипан може да биде коренот кој што е носач на мостовата конструкција. Треба да направиме снимка, да видиме дали има процес и доколку може да не го вадиме мостот, едноставно пациентот да не го изложуваме на трошок. Доколку постои процес, со самото допнување на мостот и со ендодонтски коректен третман, добро санирање на коренот, отстранување на инфективниот агенс, едноставно процесот ќе си се повлече. Значи, не значи дека секој заб кој што е со процес, кој што е диагностицирана гнојна кеса, одма да сиде на апикотомија, одма да сиде на хируршка, бидејќи знаете како викаат старите, 100 стапа по т грб не болат. Меѓутоа, кај пациентот, ако можеме да избегнеме оперативната интервенција, секако ќе идеме на конзервативен третман. Доколку не може, во тој случај можеме да интервенираме. И уште неколку совети на кратко по оперативниот зафат, што им советувате на пациентите? По оперативниот зафат, најбитно е пациентот што велиме, му даваме напатствија како да се однесува. Едноставно, после 2 сати храната која што ќе треба да ја конзумира треба да биде ладна и течна. Во една крпа пациентот треба или нешто ладно да земе и на местото каде што е направена операцијата да држи ладно. 5-10 минути држи, 5-10 минути пауза. Тоа го прави во тек на денот и се разбира кога ќе легне, да не заспие на таа страна, бидејќи од топлината која што ќе се генерира, настанува вазодилатација и отокот и цел оној постоперативен морбидитет ќе биде поназначен доколку пациентот едноставно држи ладно. Со аналгетикот ја контролираме болката, антибиотик не се дава при секоја интервенција, едноставно кога постои индикација за тоа, контрола правиме наредниот ден, конците се вадат во рок од 7 до 10 дена. Значи конците мора да се отстранат. Постојат 2 типа на конци, атрауматски и трауматски. Обично ние работиме со трауматски, каде што убаво е да се отстранат конците, да се види како се зараснува раната, бидејќи многу често доколку се работи со атрауматските знаат да попуштат, да се отвори раната, па да не треба да се интервенира. Затоа ја сакам контрола наредниот ден и вадење на конците да го направам јас, односно да видам како се зараснува раната. Контроли потоа колку често? Контрола наредниот ден и вадење на конците. И вадење на конците. Збориме за оперативно. Доколку е обична екстракција, нема никаква потреба од контрола, доколку не постои индикација за таа. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување, за убавите појаснувања. Имавме идеја да зборуваме и што ќе направиме по отстранувањето на забот доколку има простор и некој сака да стави имплант, но секако оставам простор за ваше следно гостување во емисијата. Ви благодарам за поканата. Останаа работи кои што можеме да направиме уште 2-3 емисии, така да со задоволство повторно ќе гостувам во вашата емисија. Доцент доктор Ванчо Спиров, специјалист по орална хирургија, беше гостин во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте и внимавајте на вашето орално здравје. Имете пријатен ден.